Вести во 16:30 на Канал Плюс. Добар ден, еве дел од настаните на денот. Денес во општина Делчево беше поставен камен темелник на технолошко-индустријската развојна зона. Се очекува да се зголеми бројот на компании кои ќе инвестираат во овој регион и да се отворат нови работни места. Во тек е асфалтирањето на улицата во локација Дујле, на платото кај градскиот стадион. Со ова асфалтирање ќе се обезбеди побезбеден сообраќај. Домот на културата во Делчево активно се подготвува за интернационалниот фестивал за модерни танци и балет. Балканот пее и игра. Во присуство на премиерот на Република Македонија Никола Груевски поставен е камен темелникот на индустријската развојна зона во Делчево. Зоната ќе се гради на површина од 20 хектари, а 8 градежни парцели ќе бидат поделени на 4 блокови. Очекувањата се отворање на нови работни места и задржување на младите во Делчево. Во Делчево денес ставен камен темелникот за технолошко-индустријската развојна зона која ќе се гради на 20 хектари државно земјиште. Очекувањата на директорот на дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони е ова да биде почеток за отворање на нови работни места кои ќе се овозможат преку компаниите кои ќе решат да инвестираат во овој регион. Зоната Делчево ќе представува индустријски комплекс во кој со влез на нови инвестиции, покрај креирањето на нови работни места, развој и примена на нови технологии, ќе придонесе и кон зголемување на конкурентноста на локалната економија, подобрување на трговската размена, но истовремено ќе има и удел во забрзување на економскиот развој на економијата во овој регион, како и на целата држава. Зоната во Делчево, која се протега на површина од 20,8 хектари, ќе биде поделена на 8 градежни парцели и организирана во 4 блокови. Владата ќе инвестира во развој на незината внатрешна инфраструктура, истакна премиерот Никола Груевски. Денес поставуваме камен темелник на новата технолошко-индустријска развојна зона Делчево. Проект кој во наредните неколку години очекуваме да донесе нови фабрики на ова место и да отвори нови работни места за луѓето што живеат во Делчево и околните населени места. Зоната ќе се гради на 20 хектари површина. Постојат можности за поширување доколку таа се пополни во еден догледен период. На кои 20 хектари се планирани 8 градежни парцели. Ние како влада ќе инвестираме во изградба на внатрешна улична мрежа, довод на вода, струја и газ, посебна мрежа за улично осветлување, канализацијска инфраструктура за прифаќање на атмосферските и фекалните отпадни води, како и преземање на сите потребни мерки за заштита на животната средина. Потреби се нови работни места продуцирани од приватните стопанственици од градот, но и нови работни места од фабриките кои што ги очекуваме во ТИРС Делчево. Наше огромно задоволство е отварањето на секој ново работно место, а многите нови работни места значат среќни млади луѓе, ученици, помисли ученици и надеж кај секого за побава иднина. Технолошко-индустријската развојна зона е лоцирана во близина на местноста Црна скала, локација која што ќе биде мощно интересна и за потенцијалните инвеститори од соседна Република Бугарија. Денес е задушница. Овој ден црквата го одредила за помен на покојните. По обичај верниците на овој ден за покојните души раздаваат храна и бардачиња. Утре православната црква го празнува Духовден, односно роденденот на црквата. Пред секој голем господски празник следува задушница или ден предвиден за покојните, бидејќи во тој ден ги посетуваме гробовите на покојните, наши блиски пријатели, роднини, за да во недела, кога се слави конкретно слегувањето на Светиот Дух или 50-ница врз апостолите, тој ден да не се оди на гробиште, бидејќи е радосен ден, бидејќи е празник. Задушница кај нас се празнува така што во петок попладне и во сабота сабајле се оди на гробишта, се посетуваат гробовите на упокојните. Има некоја традиција, се носи бардаче, ореов лист, бидејќи листот од орев кој ќе го видиме личи на пламени јазичиња, а пак Духот Свети слегол врз апостолите во вид на огнени јазици. Тоа е традицијата што останала кај нас. Се повикува свештеник, се права мал помен над гробот на покојниот и со тоа, сме ги подсетиле и сме се помолиле за покој на нивните души.
Градоначалникот на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев, заедно со јавното предпријатие ИСАР не застануваат со работа. Покрај досегашните инфраструктурни активности, асфалтирањето на многу улици, тие не застануваат овде. Во тека асфалтирањето на улицата од мостот кај река Брегалница на булевар ЈНА се до започнување на крстосницата, односно местото наречено Дуиле. Со асфалтирањето и на оваа улица, изгледот на градот во целост ќе се промени и ќе се обезбеди побезбеден сообраќај. Домот на културата во Делчево активно се подготвува за интернационалниот фестивал за модерни танци и балет Балканот пее и игра. Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров активно се подготвува за третиот интернационален фестивал на модерни танци и балет Балканот пее и игра. Фестивалот и годинава ќе се одржи пред почетокот на Делчевското културно лето на 4 јуни во градскиот парк на летната сцена пред спомен обележјето Асном. И во ова трето негово издание ќе учествуваат состави и групи кои ќе треба да ни одржат лекција како се играат модерни танци и балет. И самиот наслов на овој фестивал Балканот пее и игра, значи ќе пееме и ќе играме, значи ќе имаме деца учесници на самиот фестивал од пијанечките бисери. Значи фестивалот ќе се одржи на 4 јуни, веќе во 17 часот. На почетокот ќе го проследиме настапот на пијанечките бисерчиња и веќе во 18 часот ќе настапат гостите од Благоевград, која што во оваа група од Благоевград членуваат мажоретна група Бижу, потоа клуб по спортски танци Благоевград, танцова формација Дежаву, Брек студио и неколку други состави. И на сцената ќе видиме значи латино танци, балет, ориентални танци и настап на неколку други групи. Во оваа фестивалска вечер, значи ќе го проследиме настапот и на гостите од Пробиштип, кои што и оваа година учествуваат и се надеваме дека ќе дадат голем допринос во оваа манифестација. Една од главните цели на организаторот на фестивалот е овој вид на модерни танци да побуди интереси во овој крај, бидејќи во Делчево и соседните наши општини нема такви состави и школи каде што ќе можат младите да ја научат вештината на модерните танци. Во Штип Центарот за јавно здравје веќе повеќе од 6 години работи бесплатно советувалиште, кое е наменето за едукација на граѓаните за заштита од СИДА и од сексуално преносливи болести. Во Штипскиот центар за јавно здравје веќе повеќе години работи бесплатно советувалиште, кое е наменето за едукација на граѓаните за заштита од СИДА и од сексуално преносливи болести. Имаме доброволно доверливо советување, советувалиште кое што работи во рамките на нашата институција, поддржано и од невладините институции. Со тоа што имаме можност на младинците, па и на ризичните групи кои што имале ризични контакти, ризични сексуално преносливи контакти за сексуално преносливите заболувања, значи ова наше советувалиште ни нуди можност за испитување на ХИВ вирусот, доверливо рековме, анонимно, може со шифра, може било кој да се обрати во нашето советувалиште. Наша обврска е да понудиме помош на сите млади лица кои сметаат дека имале ризичен контакт, односно да заклучиме кога им бил последниот контакт и неколку пати после тоа треба да направат испитување и да разговараме. Вели Невенка Јорданова, лаборант во Центарот за јавно здравје. Во склоп со ова советувалиште работи амбулантско мобилно комбе, со кое директно на лице место се советуваат и се прават анонимни тестирања на пациентите. Во Центарот за јавно здравје со подршка од Министерството за здравство се вршат и бесплатни СИДА тестови за ризичните група граѓани, а воено и комерцијални СИДА тестови за сите оние заинтересирани граѓани кои имаат потреба да извршат СИДА тест. Со години во овие активности партиципира и младинскиот клуб во Штип. Од годинава индикаторот не е малку променет, што значи општата популација не ни е таргет, туку повеќе работиме со мажи кои имаат секс со мажи, интравенски корисници, лица во затвор, сексуални работници. Значи тие ни се повеќе во фокус, бидејќи се смета дека се можеби имаат поголем ризик од крвни сексуално преносливи инфекции. И особено ХИВ, значи ако си го знаеме собствениот статус и се тестираме редовно,
ќе знаеме и како да ги заштитиме оние околу нас. Интересен момент со кој што се соочувам постојано, јас не ќам да се тестирам, јас ги бирам луѓето со кои ќе бидам, партнерите ги бирам. И по кој критериум? Немаат рогови тие што може би се носители на вируса. Многу интересна работа е дека многу луѓе најверојатно и не знаат може би дека се носители затоа што никош не се тестирале. Ако на пример вчера сме имале некој ризичен контакт, не зборувам за сексуален, може би размена на игла или било кој ризичен контакт, ако бил вчера, најверојатно е дека нема да се појави на тестот ако денеска го правим. Значи постои еден период од некои 3-4 месеци додека вирусот да може да се покаже на нашите брзи тестови. Интересот на штипјани за едукација на овие болести е мал. Најчесто младите пациенти ги посетуваат овие советувалишта кога се враќаат од летните одмори и тогаш кај нив најмногу се создава паника. Од советувалиштето апелираат до сите граѓани кои имаат сомневање за полно преносливи болести, веднаш да дојдат и извршат тестирање, кое е целосно, дискретно и анонимно. Секојдневните проблеми, загубата на блиски од семејството, деградација и многу други ситуации кои предизвикуваат болни чувства кај луѓето се причини за добивање на депресија. Ако навреме не се лекува, депресијата може да премине во хронична депресија која не се искоренува на подолг временски период. Секојдневните проблеми, загубата на блиски од семејството, деградација и слични ситуации кои предизвикуваат болни чувства кај луѓето се причини за добивање на депресија. Депресијата не се појавува одеднаш. Стресните ситуации кои за жал се почесто се дел од секојдневието го предизвикуваат ова. Како главни симптоми на депресијата се чувството на апатија, односно губиток на енергијата, волјата и интересот кај ваквите пациенти, значи чувството на долготраен умор. Исто така, овие пациенти често имаат чувство на вина и чувствуваат одговорност за самата настаната ситуација, значи со тоа се јавуваат и инфериорни мисли, односно чувство на недоволна самодоверба. Психолошкиот третман за опоравување на лицата кои се во депресија зависи од интензитетот на симптомите. Ако навреме не се лекува депресијата, може да премине во хронична депресија, која не се искоренува подолг временски период. Со оглед на тоа дека се јавуваат некои биохемиски промени во организмот, односно намалена концентрација на серотонинот, потребно е да се лекува, значи, депресијата со хемиска терапија, односно да се користи антидепресивна терапија, која што се разбира ќе биде препишана од стручно лице, односно специјалист, меѓутоа се препорачува да биде во комбинација со некој вид на психотерапија. Најчесто за депресијата се препорачува когнитивно-бихевиоралната психотерапија. Големо влијание за појава на оваа психолошка состојба има и начинот на исхрана. Неправилното хранење, односно често внесување на тешка и мрсна храна, ја намалува концентрацијата на организмот. Преку храната може да се влијае на тие биолошки фактори, со самиот внес на храна која што е богата со витамин Б, фолна киселина, кои што ја зголемуваат концентрацијата на серотонинот во мозокот. Значи, исто така потребно е да се внесува храна богата со магнезиум, со цинк, кои што возможуваат нормално функционирање на мозочните кели и нормална работа на мозокот. Исто така потребно е да се внесува здрава храна, повеќе овошје и зеленчук, значи да се избегнува поголеми количества на алкохол, кофеин, цигари. Исто така пожелно е редовно да се вежба, јогата и медитацијата, но доста помагаат за лекување на депресијата. Што се однесува за целосната терапија на лице кое е западнато во депресија покрај психолошкиот третман и антидепресивните средства, голема улога има и околината. Односно, многу е важно луѓето да имаат разбирање за депресивните луѓе. Над 200 кокошки и пилиња во село Чардаклија Штип нападнати се од опасен штетник. Според трагите кои ги остава врз закланите пилиња, селаните велат дека најверојатно се работи за куна. На удар кокошарниците во штипското село Чардаклија. Нападнати се од опасен штетник кој досега има уништено над 200 кокошки и пилиња. Во повеќе кокошарници живината е преполовена, а некаде и десеткувана. Па има 2 недели. Да. 14. 28. И издавени ли се или? Само главите и тука шиите јаде. Кокошката си стои, тоа куна се вика, не ги носе. Крвавиот поход први го забележале собствениците на фарми од така нареченото Долно Мало,
а подоцна задавена живина била забележана и во објектите кои се наоѓаат кон горниот дел на населбата. Една изеде главата ќе изеде, другите ги само надави и остае. А не може да познаеш што е. Не се познали, ако земеш да динеш влакната, познаваш. Има ли спас од ова живот? Ако фанеш да утепаш, ама она не се фаќа. Според трагите кои ги остава врз закланите птици, најверојатно се работи за куна, велат селаните. На вечер или дење? Ноќе сам. Од ова мало, тука почна? Во мало прво почна од кај Данчо, па комшигата Лена, па Коле, па јас тука вие двете комшиги не чуат кокошки. И домото мало, веле дека се натек исто тоа мало. Во Агенцијата за поттикнување на земјоделското производство и во ветеринарната станица велат дека единствен спас од овој штетник е негово уништување доколку се забележи или целосна изолација, односно заштита на објектите, за да се оневозможи негов пристап до фармите. Бројот на смртните случаи од поплавите и бурите во американските држави Тексас и Оклахома во изминатата недела достигна 28. Во Тексас животот го загубија 24 луѓе, додека во Оклахома 4. Американскиот председател Барак Обама синоќ потпиша председателска декларација за помош на Тексас поради невремето. Земјотресот со интензитет од 6,8 степени според Рихтеровата скала ја погоди денеска Аљаска. Епицентарот на земјотресот бил во југозападниот дел на Аљаска на 110 км од Угашик, на длабочина од 33 км. Најмалку 4 лица загинаа во експлозија на автомобил бомба во близина на шиитска џамија во Дамама во Саудиска Арабија. Еден од очевидците истакна дека се наоѓал во близина на џамијата со семејството во моментот кога се случила експлозијата. Вчера и денес одбојкарскиот клуб на Угада учествува на меѓународниот турнир во одбојка во Скопје. Во кадетска конкуренција екипата на Угада со 2 победи против Германија и Шведска со 2-0 во сетови. Денес продолжуваат со надпреварувањето против екипите на Полска и Германија. Во сениорска конкуренција пак екипата на Угада вчера загуби од Финска и Шведска со резултати во двата надпревари од 30:1. Денес сениорките на Угада ќе играат против екипата на Германија. Четврти ден од меморијалниот турнир во Виница во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов. Надпреварувањето започна во недела на празникот Кирил и Методи, а веќе наредната недела ќе започне разигрувањето во турнирот. Од организацијата велат дека се задоволни од досегашното надпреварување. До сега гледаме навистина изворени надпревари. Екипите пред се дојдени да учествуваат со почит према загинатиот капетан, а од друга страна сите се борат за што подобар резултат. Сепак постои она спортското надпреварување. Во глобала сум задоволен и од посетеноста и од учесниците на надпреварувањето. Имаме уште 4 дена имаме од играњето во групи. Потоа во среда, во сабота и во недела играеме разигрување, значи доаѓаме до завршните надпревари. Резултатите од четвртиот ден. Екипата на Арама ја совлада екипата на ФК Кочани со 4:1, Патриот Облешево 11:4 и капетан Кирчо Димитриов Македонија Подлог 4:2. Денес со почеток во 16 часот во спортската сала играат и останатите екипи. Инаку од секоја група веќе се издвојуваат и фаворите од овој турнир. Ова беше се што ви подготвивме за ова издание на Дневникот. Се гледаме повторно во 20 часот. Имајте пријатно попладне.